Откупните компании денеска не го откупуваат тутунот, иако дел од тутунарите сакаат да го предадат и по ланските цени. Со овие обвинувања денеска излегува повеќе издруженија на тутунари, како и од Асоциацијата на земјоделци фармери на Македонија, кои што обвинија дека со ова се крши законот и запрашаа зошто нема реакции од Државниот земјоделски инспекторат или од Министерството за земјоделство. Побараа одговор кој наредил да не се откупува тутунот. Некаде се носи тутун, некаде не. Ама и тој што го носи тутун не му го откупува со образложение дека ни наредија да не го купуваме тутунот. И од овој момент прашувам надлежните министерството нека кажа зошто не се купува тутунот и по која цена ќе го купува. Еве јас лично како председател на Мице Козар, јас денеска 17 картони тутун сакав да однесам тутун, однесов, не ми го купува ни секе, ни кавадарци. Со образложение дека ни рекол да не купуваме тутун. Тутунарите велат дека остануваат на барањето за покачување на цените, но дел од земјоделците кои што имале разни долгови биле приморани да го дадат тутунот и по старите цени, иако не се согласувале со нив. Кога ќе се постигнела новата цена, бараат на тие земјоделци да им се доплателе предадените количини. Здруженијата се пожалија и дека немаат пари да ги платат поверениците кои што ги чинели и по 5000 евра дневно. Одошто ќе ги платиме поверениците, а денеска не се откупува ни грам тутун. Ни некни, ни денеска. Моменталната состојба е многу тешка, луѓето си носа го враќа назад. Зошто мене ми е интересантно тој фирмите да купува на старата цена? Од Асоциацијата на земјоделци на Македонија побараа итно зголемување на ланските цени и започнување со откупот на тутун. Инспекторијатот за земјоделие е должен да го утврди ова што ние го кажуваме. Меѓутоа, ако е денес на терен, ќе утврди дека откуп денеска не се врши, денеска откуп не сака откупувачи да го откупуваат тутунот. Од Државниот земјоделски инспекторат велат дека досега кај нив никој не пријавил никакви неправилности во откупот на тутун и дека ќе ја испитаат оваа ситуација.